12 април, меѓународен ден на децата на улица. Навистина, сведоци сме, ние барем во Скопје, на една неубава гледка, поготово по скопските улици и скопските семафори, каде што има голем број на лица, возрастни, па и деца, кои што се на улица и кои што питачат. Денеска е меѓународен ден на деца на улица и имам еден податок дека некаде најмногу деца на улица има во Скопје и во Прилеп. Нивната точна бројка од ден на ден не може да се знае, бидејќи се менува, меѓутоа се проценува дека тоа е некаде околу 250 деца во просек кои што се завршуваат во денот на улица со питачење. Ова утро ќе зборуваме токму за оваа проблематика со господјата Јорданка Черепналкова-Трајковска, која што ни доаѓа од првата детска амбасада во светот Медјаши, психолог и координатор на проекти. Јорданка, добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ќе зборуваме на една, како да кажам, горлива тема. Тема која што ние не само во Скопје, меѓутоа во Скопје најмногу, бидејќи сме и секојдневно сведоци, на деца на улица. Деца кои што питачат, можеби питачењето не е некој адекватен збор. Сега понајново се избегнува, се користи терминот деца на улица. Сакам да ве прашам за каква категорија на деца станува збор и за каква злоупотреба на детскиот труд овде можеме да зборуваме, кога станува збор за деца на улица? Прво ви чувствувам благодарност и задоволство, не соодветниот збор, меѓутоа многу ми е мило што се отвара и што во повеќе медиуми денеска се посветува внимание на денот, кој што оваа година всушност се одбележува, почната е 2011 да се одбележува како посебен ден, значи 12 пат се одбележува, а станува збор за деца. Да. Значи, деца, како било кое дете, живо суштество на возраст до 18 години, но во многу поранлива животна состојба од, за жал, од останатиот, од другите деца. Во право сте кога велите дека, и така е и глобално, во поголемите градови се многу по-чести, повидливи, позастапени децата и за жал, не случајно е глобален меѓународен денов. Некаде прочитав дека се над 150 милиони деца на светско ниво кои што се на улица, кои што не ги уживаат правата, кои што не живеат достоинствен живот и всушност овој ден е повик на совеста на човештвото да не ги третира како невидливи во нашето општество, затоа што ние им должиме на сите деца, на секое дете грижа, дом, љубов, да ги остварува своите права. Конвенцијата за правата на децата се однесува на сите деца. Нема посебна конвенција за правата на децата на улица. Но има во 2017 година Комитетот за правата на децата на Обединетите нации има донесено генерална забелешка со која што им укажува на владите подписнички на конвенцијата на што и како да возможат услови да се почитуваат правата на децата, затоа што не се. Кои да е, почнувајќи од правото на живот, квалитетен живот, стандард на живот, здравствено, социјално, заштита, образование, било кое право на овие деца се прекршени. Така што се многу ранлива категорија на деца. Кај нас, можеби во Законот за правда на деца се дефинира дете во ризик и да речеме во таа категорија спаѓа децата на улица. Децата на улица се всушност е многу широка категорија. Може да значи и деца кои што прво го поминуваат и нивниот живот е поврзан тесно и се што им се случува, искуството и живеењето и обстанувањето поврзано со улицата. Некои од нив имаат семејства во кои што се враќаат, некои го немаат и го поминуваат спејќи по јавни простори, улици, клупи, паркови. И се снаоѓаат, животот е нивната улица, се снаоѓаат онака како што прилагодувајќи се на условите на за живење на улица. На улица. Што значи да живееш во улица? Едно е во стан, куќа, друго е на улица. Првата детска амбасада во светот Медјаши излезе со една стратегија минатата година, која што стратегија опфаќа
период од 5 години. Конкретно за оваа година, 2023, кои се приоритетите? Кои се целите на оваа стратегија? Што се планира да се направи годинава за да се тргнат овие деца од улица, да се стимулираат, значи да не излегуваат и да питачат? Малку само ќе го објаснам процесот. Стратегијата за унапредување на правата на децата е на територија на град Скопје. Скопје, така. Беше проект 10-месечен од април до крајот на ноември минатата година, поддржан од буџетот на градот Скопје, од програмата за социјална, детска и здравствена заштита, препознан, се аплициравме, беше препознан како нешто дека градот сака да вложи. За жал, ние немаме ниту една локална стратегија, ниту имаме која што ги вклучува децата како чинители и дека ќе се посвети програма, политика, буџет баш на потребите на децата. А локалната самоуправа и тоа колку може да направи за подобрување, има иницијатива со децении и стара, која што се вика градови заедници по мерка на децата, каде што се што се прави во градот се прилагодува на потребите. Посебен дел од таа стратегија се децата на улица, затоа што се, како што рековте, горлив проблем и затоа што се и деца и не треба да бидат изоставени, и посебен акциски план. Има 3, да речам, пошироки за овие 5 години цели. Се обидувавме да бидеме сеопфатни, оти проблемот не е едноставен, туку е комплексен, се однесува на повеќе сектори и оттаму се обидовме се да опфатиме. Не е само да се работи со децата. Тие деца живеат во некоја средина. Таа средина исто така треба да биде земена предвид. Целите значи имаше 3 цели, како што реков. Едната беше да се вклучат децата во образовниот систем, заради тоа што кога си во систем, имаш многу подобра можност да направиш структурни промени, личностни промени во навиките кај децата, да ги препознае бенефитите ако е вклучен во тој систем. Втората поголема цел беше да се зајакнат социјекономскиот статус на домаќинствата и третата цел повторно беше поддршка на родителите во менување на нивниот животен стил и навики. И сега таа цел е разработена во повеќе подцели и конкретни активности. Она што беше направено минатата година е разработка подетална на активностите за тековнава година. За жал, за да може да заживее тоа што беше испланирано и не го планиравме ние сами, туку имаше работна група од сите релевантни чинители, вклучително и децата, вклучително и дневниот центар во Шутоа Ризари, е тој да биде прифатен како сопственост или заложба на градот, а тоа се прави преку усвојување на стратегијата на Советот на град Скопје, кога ќе има би било идеално едногласно согласување на сите советници во градот, дека навистина е важно да се посвети внимание на децата. Оти тоа е малку клише, звучи инвестиција во иднината, но така е. Овие денешни деца се утрешни граѓани, и ако ние од сега ги им овозможиме активно да учествуваат, одговорно да учествуваат, ќе добиеме и одговорни граѓани. Која има клучната одговорност за тоа што овие деца завршуваат на улица? Не е потребно да се работи само со децата, многу е потребно е да се работи со родителите. Бидејќи овие деца се често подбутнувани, да не кажам терани, злоупотребени од родителите. Каква е тука вашето искуство, како може да се допре до овие семејства, до овие родители? Како да се направи повеќе за да се тргнат од улица, да се стимулираат, да не излегуваат на улица, како што кажавте, да се вклучат повеќе во образовниот процес? Работите ли со родителите? Ние директно не работиме со... Работевме, имаше дневен центар за деца на улица Меѓаши се до 2019 година, тогаш беше затворен заради епидемијата со ситни сипаници, но и заради реално за да функционира дневен центар неопходни се средства. А како невладина организација која што зависи од фондови,
не секогаш, значи и сегашниот центар го има истиот проблем. Што подразбира? Тоа подразбира во тој центар им се обезбедува на децата прво се она што има еден дом, од најосновните потреби, од хигиена, храна, облека, па се до описменување, па се до развивање на нивни креативни потенцијали, развивање на самодоверба, затоа што тие деца гледаат. Зборуваме за дневните центри. Зборуваме за дневните центри. Баш денес, на овој ден, соработуваме со дневниот центар, едукативно-забавниот детски во центар Шуто за Ризари, деца, на Шуто Ризари, раководен од Сдруженијето за правата на детето, кои што моментално функционираат како во програмата на Министерството за труд и социјална политика за социјални услуги и според таа програма максимум деца кои што можат да ги згрижат се 24, ќе се сретнеме денеска со нив. Од соработката со нив знаеме дека неминовно е да се соработува со родителите. И заради самите родители, за да препознаат вредноста и користа на она што децата го стекнуваат во дневниот центар, но и за да обезбедат поддршка нивна кон децата за да продолжат по тој пат. Многу ме радува фактот што меѓу овие 24 деца оваа учебна година 9, ако не се лажам, рекоа дека се веќе вклучени во образовниот процес. Она што е важно и тука исто дневните центри се многу битни е да обезбедуваат континуирана поддршка. Например, во стратегијата една од мерките беше да има промена во законот за социјална заштита, па можеби и во образование, за воведување на така наречени, ние ги нарековме образовни тутори, односно лица кои што во континуитет се до моментот кога детето ќе се почувствува спремно и да не му треба надворешна поддршка и поттик да продолжи да препознае вредноста на образованието и само да продолжи. Значи не само во почетокот додека тргне, него континуирано, додека изгради капацитети, вештини, механизми за самостојно да... Значи, значењето на овие едукативни центри е навистина огромно. Да. Мислам дека има околу 3 на територија на град Скопје. Моментално се 3, така, да. Околу 75-80 лица сега, се таму згрижени. Да, веројатно, ако сите се според максимумот, толку. Не, инаку овој центар предходно, кога функционирал на поинакви начини, по 100 деца згрижувал во својот центар. И она што е важно... Локацијски каде се наоѓаат во Скопје? Во моментов се сместени во здравствениот дом во Шуто Ризари. Предходно биле во детската градинка, не ми текнува сега на името на градинката, но пред некои десетина, 2017 мислам дека има катастрофален пожар во кој што е со срамната со земја градинката. И добро е што се нашло и решение да сепак не сгасне центарот, туку да се лоцира на друго место. Тие можат да ви кажат како обстануваат и што обстануваат, ама вака однадвор гледано мислам дека за да обстане навистина треба голема посветеност, голема верба во децата дека и има дел од тие деца што биле корисници на дневниот центар денеска можеме да ги видиме економски осамостојни работејки како се викаат колпортери или продавачи на лице в лице. Така што е добро што постојат и такви социјални предпријатија, ние се уште немаме официјално социјални предпријатија, меѓутоа принципот на кој што работат е тоа. Да. Покрај младинските центри, потребно има на младите да се здружуваат. Имаме ли ние младински центри? Место каде што... МКЦ. Добро, мислев, нели... Да, не сакам да кажам имавме, но за жал немаме. Но, веројатно... Бидејќи во оваа стратегија, за која што имаше, нели, и предвидени се, меѓутоа и средношколците учествуваа, нели, во... Да, они ни беа посебна работна група. Имавме една, да речеме, институционална или возрастна, во кој што беа вклучени и министерства, и локални организации невладини што работат на тематиката, и училишта средни, и Центарот за социјална работа. Значи, тоа беше едната кој што преку своето искуство, сознание, ресорот во кој што работат ги идентификува кои се приоритетите
И од друга страна имавме група од средношколци, 16 средношколци од 9 средни училишта, кои што исто така поминаа низ тој процес, кои се, и нема некоја битна разлика меѓу идентификувањето на проблемите. Така што младинските центри всушност произлегува од оваа група, од средношколците, кои што очигледно имаат потреба од простор во кој што ќе можат да дознаат содржини, ќе можат да реализираат своји вештини, ќе можат да се соберат и да разменат искуства, мислења, дебати, значи со различен вид на содржини. Колку сме емпатични кон овие лица, кон овие деца на улица? Излегува дека имаме стратегија, имаме се, еве разговараме и да не разговараме само на датумот, на денешниот датум, меѓународен ден на овие лица. Колку сме ние гласни, колку допира нашата порака до оние кои што вистински треба да го решат проблемот? Апсолутно дека треба надлежните институции, и не е една, значи повеќе сектори се. И здравство, и социјала, и економија, и од повеќе аспекти треба и локална власт, и централна власт на повеќе нивоа, и граѓански организации, но и ние како граѓани, како општа јавност, како не знам колку добро правиме и не знам дали е тоа емпатија ако му дадеме некому што пита пари, затоа што во суштина тоа значи? Тоа значи дека ова дете смета, сега малку толкувам, смета дека не го бива за ништо друго освен да бара пари. Давајќи му, јас му потврдувам таа негова слика за себе. Секако има пониска самодоверба од дете кој што е растено во сосема други услови. Да. Затоа што гледа, слуша, знае да направи разлика, може да види празнината која што постои помеѓу него и детето кој што живее во сосема други услови. Така што друга крајност е кога свртиш главата и ги игнорираш и не размислуваш за тоа. И велиш дека некој друг треба да се погрижи. Да. Утрово исто спомнав во една друга изјава, често пат, значи ја не многу ретко ако дадам, всушност е да купам нешто и да му дадам храна. Па многу често разговарам со децата и кога всушност тоа е тоа што менува, кога ќе му покажеш почит, кога ќе го истретираш на поинаков начин од она што очекува да биде, или некој ќе му се развика, ќе му рече бегај таму, ќе му мафне или ќе му фрли пари. Имаме и такви примери. Веројатно сакам да верувам дека правам нешто повеќе отколку да му дадам пари. Сум му дала порака дека ми е интересно со тебе да разговарам. Сакам да знам што ти се случува тебе во животот и сигурна сум дека има полно приказни животни кај овие деца. И всушност има во истражувањето што го правевме за потребите на подготовка на стратегијата, има и повеќе студии на случај, односно краток опис на животните прилики на различни деца. И токму тие, така сакавме уствари да разбудиме емпатијата кај луѓето, тие приказки со сменети лични податоци, се разбира да не може да биде препознаено, и теков на се уште ни оди спроведувавме една кампања на социјалните медиуми, нашите социјални мрежи, за да видат што им се случува на тие луѓе, дека има чувства зад нив, има потреби, има животни судбини, има искуства, мислења. Така што добро е барем еднаш во месецот да размислиме како им е на овие деца. Да. Ние сме некаде пред крај со разговорот. Сакам да го искористам вашето присуство сосема накусо за крај да ми кажете првата детска амбасада Меѓаши, со што се занимава во моментов, на кои се проекти работи до крајот на годинава, што ви е планирано, ама накусо. Така. Ќе кажам две главни работи, што само за да бидам куса. Да. Едната ни е трајната, долгорочната програма за мировно образование, која што веќе 13-та година ја отпочна и е за мене одличен пример како сама од себе расте програмата
ненаметнато. И второто, многу ми е драго што сега од февруари продолживме она што го почнавме лани со град Скопје. Со други нови 5 општини во наредните 30 месеци ќе подготвуваме и тоа 5 општини во Македонија, не само во Скопје. Една е Скопска, другите се надвор. Во други Велес, Виница, Гостивар и Дебар. Ќе подготвуваме стратегија за унапредување на правата на децата, ќе подигнуваме свеста што значи детското учество, како да се вклучат децата во локалното планирање, во градењето на средини кои што и за нив се вклучени и се податни за нивниот растој. Така и се вика место за растење, општини посветени на децата. Јорданка, јас ви благодарам за учеството во нашата емисија и за разговорот. Ке има повод повторно да разговараме на повеќе теми. Нека не остане овој разговор само овде, така да направиме веќе нешто на вистина за да се реши овој, како што кажавме неколку пати, горлив проблем што сме сведоци секојдневно на скопските улици, па и насекаде во земјава. Да. Ви благодарам за поканата и ви благодарам за отворање на темата.